Демонстрантите од двата кампа, едниот пред владата, другиот пред собранието, главно се задоволни од постигнатиот договор меѓу лидерите на власт и опозицијата. Меѓусебната недоверба и натаму е присутна меѓу нив и вела дека ќе кампуваат додека партиските раководства не одлучат да ги повлечат. Опозицијските поддржувачи започнаа со кампување на 17 мај. Тие бараат премиерот да си даде оставка. Еден ден подоцна камп поставија и поддржувачите на власт. Според договореното, 100 дена пред изборите, закажани за во април идната година, премиерот ќе си даде оставка. Тие доаѓаат од Блискиот Исток, Азија и Африка и продолжуваат понатаму. Овој центар за мигранти во Прешево, соседна Србија, беше отворен пред една недела, а досега прими повеќе од 5000 луѓе. По чекањето на топлината, карактеристична за балканското лето, мигрантите најдоа за солниште, иако за солништето нуди основни услови. Повеќето од мигрантите тука остануваат само еден ден или два пред да се упатат понатаму. Оваа недела Унгарија почна со изградба на ограда долж границата со Србија, да ги задржи мигрантите да не влегуваат на нивна територија. Многу луѓе сакаат да ја преминат границата и да влезат во Европската унија пред оградата да ги спречи. Под силно полициско обезбедување на судската зграда во Баку, со полициско возило во судот беа донесени затворените активисти за човекови права Лейла и Ариф Јунус. Лейла, облечена во портокалово жолта мајца, влезе прва, по неј и нејзиниот сопруг, во сино-бела мајца на Риги. Ова е прв пат тие да се видат откако беа уапсени минатото лето под обвинение за измама и затајување данок. Amnesty International ги прогласи за политички затвореници. Нивното апсење беше дел од поголема акција во која беа затворени бројни опозицијски активисти. Грузијски демонстранти од Тбилиси отпатуваа во близина на селото Орчосани, каде што одржа антируски протест. До вчерашниот протест дојде по соопштението од грузиските власти дека руските сили ја поместиле демаркацијата меѓу Грузија и отцепениот регион Јужна Осетија. Тоа значи дека дел од рутата на нафтоводот од Каспиското езеро до брегот на Црното море во Грузија е окупирана. Демонстрантите ги отстранија знаците што ги поставиле русите како нова демаркација линија, која според Кремљ е граница со оглед дека Москва ја признава Јужна Осетија. Москва официјално ја призна независноста на Јужна Осетија во 2008-та, кратко по 5-дневната руско-грузиска војна.